Актуелната политичка ситуација, потребата од нови избори, албанската платформа и специјалното јавно обвинителство се дел од темите на кои се разговарало на средбата помеѓу лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и амбасадорката на Турција во земјава Еркал Кара. Како што се наведува во соопштението од партијата, Груевски на амбасадорката и преднел дека Македонија се соочува со голема политичка криза. И зад нас, како држава, е еден тежок период во кој се случија работи кои очигледно долго се подготвувале со одредена помош на надворешни центри, што патем речено и беше директно отворено соопштено од Зоран Заев на средбите кои во предвечерието на кризата тој ги имаше со Никола Груевски, кога го уценуваше со објавување на илјадници креирани материјали, нешто што и целата јавност го виде. Во продолжение беше посочено дека после се повторно следе афери демократски избори на кои ВМРО ДПМНЕ доби нов легитимитет на избори кои никој не ги оспори, иако без очигледни одредени влијанија кои помагаа на одредени субјекти во годината пред изборите. Се потенцираше дека ВМРО ДПМНЕ освои најголем број на гласови и мандати и сега имаме ситуација каде имаме обид тоа да се изигра и дека тоа не е добро за државата, создава нови кризи и затоа во партијата се смета дека е зрела ситуацијата за нови избори. За преговорите со Дуј од партијата навеле дека имало мишење од надворешни земји што резултирало со платформа на албанските партии, која според ВМРО ДПМН била обид за репреговарање на Охридскиот рамковен договор и одбиле со Ахмети да преговараат за неа. На тема специјално јавно обвинителство, како што наведуваат од партијата, било потврдено дека тоа треба да работи професионално и согласно договорот од јуни-јули 2015 и без негово продолжување, а не под влијание на друга партија или на дворешни центри, но и навеле дека тоа не било причината за непостигнувањето договор за коалиција со Дуј. Од ВМРО ДПМН пред амбасадорката посочиле дека одредени партии сакале да ги остварат целите поврзани со законот за употреба на јазиците, преку заобиколување на партијата со најмногу освоени гласови. Го повториле ставот дека се против оведувањето на двојазичност на целата територија, но биле расположени да се вода дискусија околу идеи за унапредување на законот за употреба на јазиците. ВМРО ДПМНЕ нагласи дека ако за носење на измени на закон кој го засега малцинството е потребен така наречен бадентер или мнозинство од немнозинските заедници, тогаш треба да има јасно дека за измена на таков закон потребна е и поддршка од мнозинството на мнозинската заедница. Поточно потребно е и мнозинство од македонците во парламентот. Како што не сакаат помалите етнички заедници да бидат изиграни и надгласани за еден ваков закон од мнозинската заедница, македонската, исто така и мнозинската заедница на македонци не сака и нема да дозволи да биде надгласана од коалиција составена од малцинството македонци во парламентот со сите албански партии и пратеници во истиот. На прашањето на амбасадорката Кара дали нови предвремени избори се решение за излез од ситуацијата, лидерот на партијата Груевски рекол дека е подобро да се потрошат нови 2 месеци за нови избори, отколку година заглавени во политичка криза. Околу можноста за коалицирање на СДСМ со други партии, од ВМРО ДПМН е посочиле дека тоа ќе значи трајно напуштање на воспоставениот принцип победникот кај македонците да коалицира со победникот кај албанските партии и би било процес кој не може да се врати назад. За овие теми Груевски вчера разговараше и со амбасадорката на ОПСЕ Нина Соумалаинен, при што во случај да се напушти принципот на коалицирање на победникот со победникот, од партијата навеле дека ќе го избркаат од штабот секој кој во иднина ќе се обиде да ги убеди да се воспостави тој принцип, а нивната партија ќе коалицира со кого ќе оцени дека е најдобро за самата партија и за земјата.